Добро дојдовте у третата епизода на Метал Машина, која веќе стана традиција на Бла ТВ. Оваа епизода имаме еден специјален гостин од, може да се каже, значи веќе скоро 3 децени најдобрата македонска метал група, метал атракција, како сака да кажете. Перо Стефановски, така беше Стефановски, Шпирт. Фала Перо, као прво што прифати да бидеш гостин. И те викнав во емисија зашто ме одушеви неодамнешната на Пиволенд соработка со Смат. Ве гледав, се одушевив, викам ќе овикнам Перо као гостин и ќе позборуваме малце и за санаториум, и за соработка, и за све. Прво би сакал да те прашам за историјата малце на санаториум и за оние први фестивали што сте ги свирале малце низ Југославија. Кажи ми нешто околу тоа, зашто не знаат многу луѓе околу тие први фестивали као Hard and Heavy или беше и така. Да, Hard Metal. Фала на поканата. За оние што не знаат, санаториум постои од 87 година. Тогаш на почеток, ајде, така почнавме со некои, да кажам, свирки повеќе енергија, после тоа... Само низ Скопје или? Па низ Скопје и низ Македонија, да кажам, повеќе свиревме, па отидовме војска, тогаш беше задолжително. Бивша ЈНА, значи стари волци, како да кажам, без старца нема ударца. Ви шиша? Да, по не... Така. И тогаш почнавме нешто као рок-фестови, свиревме некои си гаражни свирки, по клубови, по местни заедници. Имаше тогаш февруарски рок поход или не? Имаше едно тако фестивал? Не знам, може имаше, може не можам да се сетам. После тоа како победници на Рокфест снимивме албум, со тој албум понатаму свиравме и низ, да кажам, и низ бивша Југославија, имавме свиравме на фестивали, тогаш најголемиот фестивал Hard Metal беше во Нови Сад, понатаму Балкан Хорор Опера во Белград, свиравме во Суботица, побевме на некоја мини турнеја, да кажам, со, ајде може не беа бендови од метал фахот, али со големи имиња од ексију сцената, со Екатерина Велика, со... така, на турнеја? Да, со Електрични оргазам, со Ван Гог, со Рамбо Амадеус, со, така да кажам... Као со нив заедно, со цела екипа на бендови? Така, да. Свиравме бивша Југославија и свиравме во Унгарија. Таму и снимивме лайв видео, Live in Hungary. За жал го неаме оригиналот, најдовме некоја, се изгуби некаде, најдовме некоја VHS касета која што не е баш квалитетна, ако успееме нешто да извадиме, макар и со послаб квалитет, со оглед дека не е оригинал, ќе го ставиме и на YouTube да може да... Тоа збориме за 92? Не. Така, па не знам точно, тој период од прилика беше... Првиот албум тогаш беше, така? Така, 91 излезе првиот албум. Во тој период и го снимивме ова видео Live in Hungary, имавме самостојни концерти тука, значи... Тоа се почетоците. Да знаеш, ништо не сум истражувал по Википедија и по такви глупости, затоа што све знам што сум фан. И баш преска ти спомнав дека многу поише го сакам првиот албум од вториот, не знам зошто. Али кога на пример би преработувал песна, би преработувал од вториот. Ги сакам англиските. Ми се свиѓа. Мене ми се свиѓа и тој албум. Него првиот, само ти кажав дека без разум и свест на првиот ми звучи подобро од вториот. Не знам зошто. Потопла ми е некако. Како на плоча да ја слушам, ме разбираш? Па можеби по природно некако звучи, може и заради самиот микс и заради продукцијата. Да. Ние се обидовме да ја снимиме уште еднаш. Луѓе различно ја перцепираат, иако првата можеби има некоја си посебност и некоја си друга енергија, можам да се согласам со тоа. Да. Кажи ми, изменета е малце у акорди или не? Зашто звучи малце кој изменета или тоа е све до продукцијата? Не, тоа е до продукцијата. Тоа е до значи, продукцијата. онака како што и на првиот е исто е снимено. Значи нема, може некои ситни детали во аранжманот, али ситни детали, ама во суштина тоа е тоа, не... Добро, ја го памтам тој втор албум кој искочи, имавте голем концерт у МКЦ со тој албум и бев на тој концерт, бев прва година средно и цела екипа отидовме, средно уметничко бевме пуно металци
и цела екипа онака на второто, едва го чекавме да искочи тоа албум. Зашто ја бев фанал дете од првиот албум онака. Како и да е, помина таа историја, правевте и мала некоја пауза, али кажи ми за оние големи имиња со кои свиревте од почеток на 2000-та година па наваму. Ја идев на сите сум ве гледал у Бугарија кога свиревте, со почнејќи од Траш со Меден, па скрши рука тој Јаник Герц, па Моторхед свира. Така. Ја од таму ве пратев у Бугарија нонстоп. За тоа време, како да кажам, тоа било нешто посебно за нас, затоа што во тоа време ни било чест да свириме со бендови со кои ние сме пораснале, да кажам, и со големи светски имиња. Можеби денес некој да ме праша за ова, можеби нема со таков ентузијазам Да збориш, не, ако треба да се свири на некој таков настан, ама во тоа време кога се свиреше, стварно и за нас беше нешто големо, нешто возвишено, одеднаш да се дружиш и да бидеш на сцена, да кажем и пиво да пиеш. Тоа имавте по 30 на години, така нешто. Па да. Да. Али свиревме и со Motorhead, и со Slayer, и со Halford. Да, интересна случка беше баш со Slayer, затоа што мислам дека возачот кој што ја возеше опремата на Slayer го имаше нешто заборавено пасошот, па не можеше преку Србија да помине и практично до последен момент Slayer немаа опрема, па знам дека Керри Кинг доаѓаше и да ги тестира, да ги пробува нашите појачала во случај да не им треба. Да не им стигне опремата за да може да настапат, значи Али ќе свира на ваша опрема. Да, ќе свири на наша опрема. Додуше немаме и ние лоша опрема, да не се лажеме, али по-нормално. Али ете како некоја анегдота од тоа време, од тој период. Понатаму со Soulfly во Белград свиревме, на Белград Calling скоро исто свиревме. Свиревте со Ози, со компанија. Со Ози, со Зак Уайлд, со Cult, со Slash, така, значи Fate No More и да, повеќе бендови, Paradise Lost, да ги испуштаме ние, да кажем, и едноставно стварно е убаво. Све големи имиња, да. Така. Што ги слушаме од деца, мислам ја, например. Да, кога човек ќе порасне со таа музика и кога е фан и кога ќе има прилика еден ден да биде на сцената и да свири со тие луѓе, значи немаш стварно нешто поубаво од тоа. Добро, би те прашал околу следни настапи во Македонија, дали ќе има нешто и до кај сте со идејата за нова музика? Какви планови имате? Затоа што ми изгледа дека правите, ама например 3-4 песни дека спремивте, издадовте некој спот професионално направен и еден од студио за молитва и за кажи не. Па да, кажи не да кажам спот кој што сами го направивме, тој не е направен од никого, сами го снимавме со видеокамера во студио и Глупсон го монтираше, значи бубњарот. Тој не е правен во никаква продукција и кога го видовме на крај, стварно и ние се изненадивме Глупсон како добро го измонтира и како го направи тоа. Молке професионален видео спот, го режија и камера работеше Зверот, од гитарист во Орион од Битулан, и јас сме уште од деца другари со него, значи се нафати да го... Он беше во Австралија? Не, Беро вокалот, така, Зверот е гитарист. А уште тука, добро. Тука е и Пигменто студио работеше монтажа и постпродукција, работене со професионална камера, во студио со професионална монтажа, значи ги спотот по технички норми ги исполнува сите стандарди на BBC, да кажам, значи професионални и светски стандарди. За на MTV Bangers Ball би рекле. Така, па беше и на MTV спотот, да, беше и на MTV. Океј, Перо, следно би те прашал, што планирате наредни песни и дали ќе комплетирате цел албум? Суштина, 3 издадовме,
значи овие не се нови песни сега направени, сигурно се поголем период. Колку години, да. Тоа е сигурно 7-8 години. Стари овие Добро. песни кои што сега може да ги чуете, може би малку аранжмански. Да, и продукцијски. Да, дотерани, значи имаме уште најмалку 7-8 песни кои што мораме исто по некои детали и малку аранжманите да ги средиме, да доработиме текстови, значи и планираме и тоа да го завршиме и далje да излезе цело. Исто у Марисет го снимали? У Марисет студио? Исто би снимали? Па најверојатно да, најверојатно Звучи да, исто. затоа што задоволни сме Да. со штафот во Марија. Иако за него беше исто предизвик, до Да. сега не снимал тоа и веројатно повеќе пати му се криеше коса на глава, додека нешто добија, ама мислам дека стварно Да. на крај човек кој што сака нешто да постигне, го направи тоа. Го добивме и ние звукот, и ние бевме задоволни и мислам дека и он беше задоволен од она што го постигне. Иако, како да кажам, не му беше лесно да го работи, затоа што до сега не работел тоа. На изглед на сите кои што не го работеле и изгледа дека знаат и дека можат да го изработат, ама кога ќе се соочат со реално снимање, продуцирање, миксање на таква музика, најдуваат на проблеми, затоа што си има своја специфика, мора да се прилагоди и на самиот звук, и на амбиентот, и на аранжманот, да се долови од песната, значи многу детали и ситници и мислам дека успеа Штрафот во тоа, така да и ние сме среќни и он, да. И добро, релативно у краток период ги извадите 3 сингла и тоа е голема работа, мислам. 3 сингла да извадиш така. Прво една беше како лирик видео, другите беа како спотчиња. Тоа беше, мислам, едното беше како спот монтажа од студио, другото беше како професионален спот. Така, видео спот, монтажа и беше со Лирик слики, видео, да, лирик видео беше како колаж да кажам или Сликите од коки. од коки со слики, кои што на некој начин го опишуваат и размислувањето и поентата. Да. Значи такви фотографии, тој амбиент го имаме и од претходниот албум реизданието, како да кажам, Так, Санаториум, значи на некој начин се е продолжување на таа приказна што била порано, значи водиме понатаму. Кажи ми нешто околу, значи планирате и албум, така? Па да, во секој случај планираме албум, само Не знаеш, треба малку време за Значи, тоа, да. со тоа би се заклучила сам на себе дека планирате и настапи, така да. Да, во секој случај планираме и настапи. Јас не знам како се веќе се одвива со материјалот. Да кажам 2017 година доаѓа 30 години од постигнатото на бендот, значи некој убав јубилеј, така да можно е тогаш да направиме и самостоен концерт. Уште не можам да кажам кај ќе биде или ќе биде во, не знам, од овие познати, зависи од периодот времето на отворено, или па дури може и да се случи да се вратиме баш во МКЦ, онаму каде што сме почнали и таму да го направиме. Значи во моментов не знам, ама Ќе славите 30 години уште малце, а не ми се верува дека сум бегал кога сте имале 9 години. Значи јас сум устарен. така. Значи 96. Тоа мислам дека беше прв концерт на Санаториум што го гледав. Него не прашам нешто сега поишов со соработката со Смат горе. Докато ви обичаш како се деси соработката со Джоле и со Смат и само го видов тоа. Само ќе го пуштим во емисија, тоа беше прекрасно чувство и пеет мислите и Како се деси? пријателски. Па на некој начин едно е под број 1 пријателството и под број 2 е меѓусебниот респект. Повеќе пати се така на пијачка се дружевме и со Джоле од Смат и во една прилика ми кажа морам да ти кажам нешто, кога биле уште они деца исто на почеток имале голема желба да свират со нас, во некоја прилика не им се остварила таа желба и тогаш му кажав кога чим е така, еве сега ќе имате прилика, ќе дојдам и ќе отсвирам со вас неколку песни, така да на обострано задоволство и они го прифати и мене ми беше драго што е така, затоа што е стварно бенд
за респект кој што Да, голем бенд. па да, затоа што имаат некоја посебност, некоја специфичност, имаат некоја поента, некој правец во кој што Да. се движат, значи Поракал текстови. така И фон база имаат и све. имаат и така да на заедничко задоволство го направивме тоа. Стварно мислам дека беше убаво и јас убаво се чувствував и они, а и фановите кои што беа Да. кои го гледаат тоа, па не е исклучено и понатамошна соработка може на некоја песна или Или на албум некој, да. Одлично. Кажи ми само во емисијата практикуваме да ни кажеш влијанија, например, по 3 спота. Да ни кажеш едно влијание твое, 3 спота што те не пречи како некои бендови странски или наши. Ако е за влијание, тогаш можам да кажам еве за почетоците кога Конкретно песна и спот и бенд. па да, ако на ние сме почнале како бенд 87 година, а и претходно сме слушале таа музика во тоа време, бендови кои што биле Metallica, Anthrax, Destruction, Slayer, Megadeth, Sepultura и така натаму, да не ги бројам сите, значи тоа биле бендовите на нашето детство. Па еве ако морам 3 спота да одберам, значи еве би одбрал од Metallica, може One да биде од Metallica, може Slayer, еве Bloodline да биде и Sepultura Inner Self. Нека биде тоа. Супер. Само да ми кажеш нешто околу што прашање, што да ми кажеш нешто околу младите македонски бендови, кои бендови остане впечаток ако ја следиш сцената, значи нешто помлади од вас. Еве као Смат што ги кажа, добро и они веќе начукаат 18 години, постојање 19 се не знам, али еве нешто помладо од 2000-та навака. Дали седиш и што ти се допаѓа? Дали Така, го радиш? Одам од време на време на свирки, не можам се буквално да следам, мада кој ги спомна Смат, иако заедно свиравме, гледано од моја перспектива и се млади за мене, значи не можам да не ги спомнам. Hardface се исто добри, еве од младите имав прилика да преслушам некој материјал од Gears. Да, добар бенд. Да, има повеќе бендови, значи не можам сега некој баш посебно да издвојам. Времето ќе покаже кој како ќе се избори и кој ќе има своја приказна филозофија и енергија, кој што ќе може да исплива погоре на површината. Значи, тоа е тоа. Добро, фала ти многу што учествуваше во третата епизода на Метал Машина. Мислам дека се допаѓа и целиот концепт на емисијата, ќе видиш. И фала уште еднаш, ќе те викам пак кога имате албум, концерти и такви работи. Така, респект, благодарност и се напорим да се Фала и на тебе.